Our town has been dead for 6 years. At first, Кога спокојството во малото американско градче ќе се наруши. destroying our town even more. So you believe it too? Кога во прашање се нашите деца. The last kid disappeared 2 months ago. Каде исчезнуваат нашите деца? Зошто во САД годишно снемува по 800.000 деца? Вечерва од 23 часот на 1 ТВ. Високиот човек со Джесика Бејт. Анализи, дебати, факти, демагогија, спин и контраспин. Гледајте уреднички брифинг со Ацо Кабранов вечерва од 20 часот и 30 минути. Слушам кај шумат шумите, буките. Слушам кај шумат шумите, буките. Слушам кај шумат шумите, плачам за војводата, капитано. Слушам кај шумат шумите, плачам за војводата, капитано. Другари верни, другари македонци, Почитувани гледачи, добра вечер. Размислувајќи кој да биде мој прв гостин во оваа емисија, бев во голема дилема. Сепак се одлучив предност да им дадам на млади и храбри луѓе, кои во последниве 2 години внесоа голема енергија, но и внесоа надеж во зачмееното македонско општество, кое што е еродирано од криминал и корупција. Вечерва мои гости се обвинители од специјалното јавно обвинителство, но не оние кои што сте навикнале да ги гледате на пресконференции, ниту пак оние кои ги има во документарците. Туку тоа се обвинителите кои помалку се во сенка на своите популарни колешки Катица Јанева, Ленче Ристевска и Фатиме Фетај. Им посакувам добре дојде на моите вечерашни гости, Гаврил Бубевски и Љубомир Лапе. Добро дојдовте. Благодариме на поканата и посакуваме успешна работа во име на и на моје лично име и во името на специјалното јавно обвинителство. Благодарам, се надевам дека ќе имаме простор за соработка. Вашите колешки ги нарекуваат македонските Чарлиеви ангели.
имаат третман во Македонија на вистински рок звезди. Делат автограми, ги има на маички на ширената револуција. Дознавме дури каква музика сакаат, па дури какви амбиции имаат во иднина. Некои од нив сакаат да бидат градоначалници, други па дури и председатели на држава. За вас многу малку се знае, а некако и многу сте предпазливи на Facebook. Дали е тоа ваш личен избор или пак некаква PR стратегија? Еве, Гаврил, ќе почнеме од вас. Да. Благодарам на поканата, исто и од моје име. Како што каже и колегата, ви посакувам успешна работа. По однос на прашањето, на многу места го поставуваат истото прашање, дали сме ние во сенка на нив? Па да, секој случај. А ви пречи ли тоа? Не. Колку е Повелете. Не секогаш убаво кога ќе бидете во нивно друштво, кога сите се поздравуваат, како што кажавте, носат ливни маички и сето тоа, од гледна точка на другите обвинители. Меѓутоа, ние го имаме тој нормален однос во рамките на обвинителството и знаеме што ни е приоритет и знаеме како ги поставуваме приоритетите и знаеме кој каква улога има во обвинителството. А сето тоа е она што е и вашето мото на емисијата доаѓање до правдата. Колку е нормално во една држава и демократија главни звезди да бидат обвинителите? Никако низ годините бевме навикнати тие да се во сенка. Па веројатно не е многу нормално, меѓутоа обвинителите од наша страна ние никогаш не ни очекувавме дека ќе бидеме толку јавно експонирани. Нашата работа од секогаш подразбирала одреден степен на тајност. Меѓутоа, приликите беа такви, во јавноста бевме така прифатени и ние моравме да одговориме на предизвиците. И ги прифативте на најдобар можен начин. Критичарите на специјалното јавно обвинителство знаат да кажат дека СЕО е некаков регрутен центар за синови и керки на обвинители и судии. И тоа оние блиски до СДСМ. Обвинител Бубевски и вие сте син на поранешната председателка на Беровскиот суд, Данка Бубевска, а на почетокот кога ве избраа беше често споменувано и дека сте во кумовски врски со Филип Медарски, еден од адвокатите на сегашниот премиер Зоран Заев. Колку тоа ви представува предност или хендикеп? До сега можам да кажам дека оној дел кој што се однесува до кумската врска со Филип Медарски само хендикеп ми представува. Меѓутоа, ајде да не го навредам овде преку телевизијата, ќе останем само на тоа. Малце се зезам нормално. По однос на делот во кој што кажувате дека и специјалното обвинителство, меѓутоа можам да кажам дека и судството воопшто во Македонија и обвинителството има многу и синови и керки и на судии сегашни, има и на судии поранешни. Не е само нормално со оглед на тоа што дома растете со и правото ви е блиско на некој начин. Видите, кај нас дома можеше да се определиш за две работи, пошто растевме со две работи, или со право или со земјоделие. Јас мислам дека за среќа за среќа барем до сега се одлучив за правото. Значи сигурно е дека е предност на некој случај во однос на првото запослување кога нема објективни критериуми кои што кажуваат дали ова лице треба да биде вработено во таа институција и веројатно во тој контекст самиот однос меѓу колегите, фактор што мајка ми била председател на суд, поранеше судија 30 и нешто години, сега е во пензија, допринел да го имам првото вработување. Меѓутоа сметам дека натаму јас сум си ги заслужил сите оние работи и завршив прва генерација Академија за судии и јавни обвинители, каде што ајде да не речам целосно, меѓутоа имаше прилично објективни критериуми за прием во генерацијата. Така да, од друга страна, има и неколку хендикепи кои што Кој е најголемиот хендикеп? Цело време
Не можете да се докажете, па постојано тоа ви се цело време споменува. нападите одат значи од некој што те перцепира на начин на кој што објективно не си одат нападите од таа страна дека си син на судија или син на обвинител или затоа си на тоа место кај што си. Меѓутоа сметам дека иако делумно има сигурно врска и тоа, пошто ама не е само тоа во правосудството. Тоа е во секој, дури и во приватните фирми, ние дури гледаме и по филмови 3 генерации во Америка некои работат во иста фирма. Дури можам да кажам дека објективно и во спорт можеш да видиш и на Јохан Кројф синот играше за Барселона. Така, за разлика од вас, обвинителот Лапе доаѓа од новинарско семејство. Вие сте син на нашиот колега, надворешно политичкиот новинар Владимир Лапе од Македонската телевизија. Колку тоа ви помага што сте растеле со татко новинар во комуникацијата со медиумите? Бидејќи од време на време, кога обвинителката Ленче Ристевска е зафатена, и вие инцидентно ускокнувате на пресконференција и, колку што знам, многу често се ангажирате во подготовка пред пресконференциите. И дали е вистина дека најнепријатните прашања и најпровокативните вие им ги смислувате за да ги подготвите подобро на нападите од новинарите? Во секој случај тоа што мојот родител е новинар представува предност. Јас од мал сум растен со медиуми и тоа ми даде една поширока слика на тоа и како медиумите ја перцепираат работата на државните органи. Во таа смисла во право сте, да, и на емисијата беше прикажано дека ние се подготвуваме за пресконференциите. Првично не беше така планирано, меѓутоа после со текот на времето очигледно предизвикавме големо внимание во јавноста и на почетокот стигнуваа многу прашања кои беше релативно лесно да се одговорат по имейл. Меѓутоа како растеше интересот, одлучивме дека сепак треба да го задоволиме интересот на јавноста, што е една од обврските на јавниот обвинител и по законот за специјално обвинителство и по законот за јавното обвинителство, редовното обвинителство. На почетокот навистина имаше за нас чудни прашања и напади. И во тој момент... Сега предпоставувам навикнавте после да, толку време. Да, навикнавме, меѓутоа вежбавме, како што може да забележите. Добар тренинг. Бидејќи ние имаме некој искуство во односи со јавност, ние како јавни обвинители застапуваме предмети во судница, судењата се јавни. Оно што е невообичаено за нас е што во судница, нели, ние сме тие што ги поставуваат прашањата, а овдека беше улогата да одговарате и требаше да одговараме на прашањата. И точно е дека не само јас, и други колеги многу помагаат кога се подготвува пресконференција. Се обидувате да ги предвидите прашањата? Да, се обидуваме да ги предвидиме, бидејќи многу прашања стигаа кои што не се поврзани со темата на пресконференцијата, туку се лични прашања, имаше и навредливи и така натаму. И така некако ги поделивме задачите, да јас имам таа задача да ја подготвам Ленче. Да бидете лошиот полицаец. Да. За овие 2,5 години успеавте да направите воочлива разлика со вашите колеги од редовните обвинителства, како во начинот на работа, така и во настапот. Меѓутоа, тие знаат да кажат лесно име на специјалците, кои се скапо платени, кои имаат голема логистика околу себе, цела армија на вработени, услови како што може само да се посака, а ние кубуриме со основни работи, па дури и дактилографи немаме. А каква ви е соработката со колегите и дали чувствувате завист? Од друга страна, дали тој факт на некој начин, мора да признаеме за македонски услови, сте привилегирани да ги имате најдобрите услови за работа, тоа ве прави да бидете дополнително одговорни? Значи, мојот однос со колегите кои што
нормално од обвинителската фела мислам дека е исти како што беше и порано. Јас немам никаков различен однос. Не ве доживуваат како манекени во обвинителството? Сепак тоа е нивна работа, дали го доживуваат или не доживуваат. Јас како што сега се однесуваат и како што јас се однесувам, ние нема разлика во нашето однесување. Нормално е дека условите кои што ги има специјалното обвинителство се они услови кои што се оптимални за да функционира едно јавно обвинителство. И тука се потполно во право. И како што треба да бидат и редовните обвинителства. И тука се потполно во право дека они во таа ситуација во овој момент се по подредена ситуација. Меѓутоа, специјалното јавно обвинителство на почетокот знаеме во какви услови, сега можеби нема доволно време во какви услови растеше како обвинителство и како се формираше и сето тоа. Така да во овој момент, ако збориме за тоа, јасно е дека специјалното јавно обвинителство ги има најдобрите услови за да може да еден јавен обвинител да работи и да ја спроведи мисијата, предпоставам, за тоа што сте формирани. И основата на обвинителството, тоа е истражителскиот тип, да може да се посвети на она што се бара од него. Прашање до двајцата. Дали кога се нафативте да бидете дел од тимот на обвинителката Катица Јанева, можевте да замислите во што влегувате? И каков обем на работа ќе имате? Кој ќе ми одговори? Се едно не е проблем. Веројатно немавме до крај размислено колкав е можниот обем на индиции за постоење на кривични дела. Веројатно на почетокот не очекувавме дека ќе се соочиме со толкав обем на работа. Знаевме дека ќе бидат тешки предмети, меѓутоа првичната анализа и ние на почетокот кога почнавме побаравме 35 предмети. Иако побаравме сукцесивно, но ви ги дадоа одеднаш. Ви ги дадоа одеднаш. Кога ќе почнете со процесот на преслушување на незаконските материјали, добивате слика и за други кривични дела. Што би рекла вашата шефица, каде и да чепнете криминал? И во право. И во право, така. Кажете ми, колку е, да кажеме, поразлично на што сега го работите од времето кога бевте обвинители вие во Скопското, а вие обвинителе Лапе едно време во Кумановското, а потоа и веде шеф на Кривопаланечкото обвинителство. Кога тоа ве прашува, мислам, колку преслушувањето на овие снимки, видео материјали добиени од опозицијата, популарно наречени бомби, е поразлично од преслушувањето на снимките за кои што сте побарале пимерки. Има голема разлика. И како успевате да ги врзете работите, затоа што предпоставувам тоа е море од материјали. Кога ние генерално верувам дека сите имаме изградено наредби за посебни истражни мерки или поголемиот број од обвинителите во специјалното обвинителство, меѓутоа клучната разлика е во тоа што кога поднесувате предлог или барање до судот да ви издаде наредба за посебна истражна мерка, вие веќе имате одредени докази и околности околу настанот од кој произлегува основано сомнение дека е сторено некое кривично дело. Значи вие сте подготвени дека тука ќе најдете нешто што упатува на знаете од прилика, значи за кој вид на кривично дело се работи, кој е можниот круг на сторители, осомничени лица, и кога го слушате разговорот, предпоставувате или очекувате во која насока ќе се движи. Например, ако се работи за популарно наречена трговија за дрога, вие очекувате дека двајца или повеќе лица ќе разговараат околу дрогата. Сосема обратната ситуација кај овие незаконски аудио материјали, бидејќи слушате разговор за кој што на почеток можеби воопшто не ви се чини индикативен. Ви се случувало да преминете преку некој разговор, па од после нишките да ги фатите? Да, дека нешто сосема друго е. Се случува некој треба да однесе некаде подарок на свадба, па излегува дека не е баш таков подарок како што треба да се носи. Токму затоа и процедурата е таква, зашто може да се случи, не дека Еве објаснете им на гледачите како ги прислушувате снимките. Пластично да видиме и кој се прислушува. Затоа што 500.000 снимки беа.
Значи основа на се, основа на јавното обвинителство е специјалниот јавен обвинител. Така. Обвинителите кои што му помагаат на специјалниот јавен обвинител по негова наредба ги исто така ги преслушуваат снимките кои што ќе му бидат дадени од сетот на снимки кои што си ги имаме добиени од опозицијата. Колку луѓе се вклучени во прислушувањето на материјалите? Значи во основа сме 11 луѓе. Обвинителите. Да. После се од кога ќе се најдат оние како што е законската форма основи на сомнение дека постои криминогено дејствие во содржината на прислушкуваните материјали, тогаш веќе се почнува постапката внатре во обвинителството при формирање на предмети. Имате процедури како тоа се прави? Се е со процедура, значи се формира предмет, се извлекуваат од основниот материјал разговорите кои што представуваат сомнение за можен криминал и се влегува во предистражна постапка. Дали обвинителката Катица Јанева знае во секој момент кој што прислушува? Да. И дали може да истечат некои информации? Информации секаде можат да истечат, меѓутоа во обвинителство не се случува. Таа страна сме заштитени сега за сега. На кој начин ги информации издвојувате? и од НАСА може да истечат. Да. Како ги издвојувате приватните од овие службените разговори, каде што се обидувате да најдете елементи на кривично дело? Па, И на кој начин ги поврзувате? Дали се навраќате на стари снимки? Во секој случај не се работи за едноставен процес. Може би некоја снимка на прво слушање нема да ви се чини воопшто сомнителна. Меѓутоа, ние користиме, например, и агрегат на вести. Кога ќе го споредите датумот кога е снимена таа снимка, треба да проверите и што во тој период се случувало. Може би една снимка сама за себе нема да ви даде никаква индикација дека се работи за нешто сомнително. Меѓутоа, се случува после неколку месеци, особено се случувало на колегиум да прашате да не некој нешто слушнал во врска со ова, па некој друг колега слушнал нешто друго и кога ќе ги комбинирате повеќе снимки, доаѓате до сознание. Практично правите мозаик. Мозаик, да. Ако добро точно, ве разбрав, да. Може би во една снимка сама по себе и не е некоја силна индиција, меѓутоа ако ги склопите повеќе снимки со временскиот период за кој се однесува тој разговор, ќе ви дадат подобра слика. Колку треба и мора да бидете политички подковани, да го знаете политичкиот контекст кога нешто се случувало? Многу. Многу. Значи, веројатно, ова е по мене супер прашање. Мораш да ги знаеш политичките прилики во моментот кога си ја слушал снимката. Затоа што нелегалните прислушкувани разговори најчесто ги опфаќаат врвот на политичарите. И најчесто постапувањата нивни се во контекст на времето на снимката, на начин на кој што сме ги разбрале политичките прилики во тој момент. Денеска, сигурно слушнавте, конечно беа донесени измените на Законот за заштита на сведоци, што е првиот усогласен реформски закон со опозицијата. Колку тоа ќе ви ја олесни работата и ќе ги охрабри сведоците да зборуваат и за да не ни се повтори Коста Крпеч? Значи, ние учествувавме во повеќе работни групи кои изготвува нацрт закони, а и претходно во повеќе наврати предлагавме, меѓутоа не е само Законот за заштита на сведоци, тоа е за поздравување неговото донесување, бидејќи за нас ќе представува значителна алатка за подобрување на условите. Меѓутоа, ние имаме предложено и други измени на закони. Се надеваме дека и тие ќе поминат. Постојат заинтересирани сведоци кои што досега не беа охрабрени да сведочат за некој криминал? Законот за заштита на сведоци е специфичен. Многу во јавноста, па дури во нашата фела не се прави разлика меѓу загрозени сведоци и заштитени сведоци. Вообичаено во постапките во судот кои што досега се одвивале, најчесто се работи за загрозени сведоци. Заштитени сведоци е нешто многу по друго ниво. Таму може да биде сведок, соработник на правдата и се
И тие можат да бидат користени само за специфични кривични дела. Значи се работи за кривични дела против државата, по како геноцид, меѓународни кривични дела. Во изминатиот период таа категорија на заштитени, загрозени сведоци, ке се согласите, беше многу злоупотребена. Загрозени. Загрозени. Таа е процес на заштита која што ја нуди законот за кривична постапка. Заштитени сведоци е посебен закон кој што ние исто така го баравме, кој што предпоставува и јасна процедура на кој начин ќе треба да се спроведе. Тоа е специфична процедура на која што се спроведува согласно одредбите од тој закон. Во која да објасниме до сега некако примат имаше единствено државниот јавен обвинител. Да, државниот јавен обвинител. Сега со ова добива право и обвинителката Катица Јанев. Јас, може би моето искуство и не е многу големо, едно 8-9 години, и не се сеќавам ние да сме користеле во државата заштитен сведок. Сме користеле загрозени сведоци во повеќе случаи. Случајот со Бошковски таму е загрозен. Да. Меѓутоа, и за кривични дела, значи за кои што е предвидена над 4 години казна затвор, како што спомнав, и за кривични дела од областа на организираниот криминал. Значи само за специфични, додека загрозен сведок може да биде користен за секој. Денеска еве разговорот коинцидира со 6 години од трагичниот настан на Смилковското езеро. Тоа е еден од предметите што вие го преземавте. Очекувањата на јавноста се дека на некој начин го чекавте законот, бидејќи во неколку прилики и од ваша страна, од специјалното јавно обвинителство, беше кажано дека е битно за докажувањето на вистината да се користат и заштитени сведоци. Дали некогаш ќе ја дознаеме вистината, што на вистина се случи на Великден пред 5 години? Специјалното јавно обвинителство ги вложи максимум капацитетите за ова да го истражи до крај. Имате бомби кои што директна линија покажуваат? Имајќи ја предвид, ќе ви одговориме, имајќи ја предвид и одлуката на Врховниот суд, која што не знам колку дали сте ја виделе целосно, која што изразува сомнение по однос на целокупниот доказен материјал и поврзаноста со овие обвинети лица. Јас како новинар седмицата, да. Се работи за многу специфичен случај, веројатно во поновата македонска историја еден од најспецифичните случаи од кривично правен аспект. Веројатно има доста пропусти во текот на истрагата и сето тоа и од денешен аспект, меѓутоа имајќи ги предвид и прислушкуваните разговори, кои во овој случај, ќе кажам дека се работи за посредни докази, индиции, не непосредни докази. Значи се работи за посредни индиции. Значи таму не постои директна наредба некој да се ликвидира со одредена цел. Значи за тоа не би можел сега да ви одговорам ништо, затоа што постапката делумно се води и тајно. Така. Во тој дел, освен делот кој што е пред судење. Значи, сепак, мислам дека е во ред да се очекаме што се однесува до специјалното јавно обвинителство и она што специјалната јавна обвинителка го споделува и со нас и ние што го работиме е дека на овој случај мора да му се посветиме најмаксимално, впрочем како и на сите други случаи, меѓутоа е специфичен со својата тежина и верувам дека ќе имаме најдобар можен одговор за она што го преземавме предметот. Обвинителе Лапе, медениот месец на специјалното обвинителство заврши. И тоа одамна. И сега сте исправени пред нов тест, а тоа е во судница да ги докажете вашите 20 обвиненија, во кои што се обвинети 90 на лица и неколку фирми. Како ги коментирате тврдењата во јавноста дека дел од обвиненијата се прилично тенки? И од толку големи најави за криминал, од ендемски размери и борба против криминалот, сте се зафатиле со купување на Мерцедесот, со насилство во општина Центар, тортура, апсења, данечно затојување. И од почетокот кога почнавме да работиме, бевме под јавноста, можеби не по широката јавност, меѓутоа
често беше истакнувано, еве нема да успеат, нема ни да почнат да работат. А меѓутоа времето ги демонтираше сите такви наводи. Ние во еден прилично краток период, од кривично правен аспект, 18 месеци е, или 2 години е многу краток период. Ние успеавме не само да отвориме голем број предмети, туку и да поднесеме обвиненија. Пред 2 години, веројатно граѓаните не веруваат дека ќе има можеби 1, 2 или 3 обвиненија, а сега има 20. Имаме и голем број други предистражни постапки. Ние не можеме на друг начин да демонтираме, освен да оставиме времето да покаже дали ќе успееме или не. За нас успех е правосилна пресуда. Меѓутоа, јавниот обвинител За е тој што... граѓаните успех и враќање на парите. Да, меѓутоа парите се враќаат со судска одлука. Работа на јавниот обвинител е да ги собере доказите, да поднесе обвинение и да го застапува на суд. Не ми одговоривте зошто приоритет им дадовте, да речеме, на овие предмети, а не на некои други. Значи, нашиот закон за кривична постапка не познава можност да јавниот обвинител препознае кривично дело и да не го гони. Значи, тоа би било етички проблем за било кој јавен обвинител, не само за специјалниот. Доколку утврдиме постоење на кривично дело, ние не можеме да зажмуриме или не знам како да го наречам тоа. Мора да... Тоа значи, преведено на јасен јазик, и по истекот на тие 18 месеци за поднесување на обвинение, вие ќе продолжите со работа? Ние веќе продолживме и работиме. Да. Ние сме јавни обвинители. Додека постојат докази, ние повеќе пати сме повториле. Ние сме должни да гониме. Не гледам како е замислено ние да престанеме да работиме. Такви одредби во Законот за специјално обвинителство не постојат. Ке успеете ли да докажете дека во Македонија ни се случувал изборен инженеринг во неколку изборни циклуси и дека можеби тука тоа е многу важно пред првите наредни избори, да го знаеме? Не би го нарекол изборен инженеринг затоа што тоа го користат како некоја полулегална форма на влијание врз изборниот резултат. Јас би го нарекол целокупна корупција на изборниот процес. Добро. И тоа е предмет на обработка на предметот Титаник, кој што и беше прв предмет. Таму се работи за сериозен број на прислушкувани разговори, кај што не се работи само за индици, повторно ќе кажам, таму се работи за директни разговори кои кажуваат на вршење на криминогени дејствија. Таму не се веќе индици. Тоа се многу повисока форма на докази. И предметот Титаник, онака како што е поставен, оние изборни нерегуларности, кои што своето неправо го имаат во кривичниот законник, во кривичните дела против изборите, сметам дека е еден од најбитните предмети на специјалното јавно обвинителство, заради не само заради тоа што е прв, што веројатно е и најголемиот предмет на специјалното јавно обвинителство, и заради тоа што тој предмет ќе се види на кој начин се доаѓало до тоа да можеш да ја практикуваш власта, што после носи сериозни привилегии. Зошто во предметите што ги отворивте и што ги отварате ги нема или многу малку ги има функционерите на ДУИ? Верувам дека тоа е едно од прашањата кои што најчесто ви се поставува, меѓутоа и кое што и најмногу остава сомнеш во вашата непристрасност. Значи, најобјективно, функционерите на ДУИ, кога и да ги слушате, иако тоа го повеќе знам од разговорите со нашите колеги албанци, како да знаеле дека биле прислушкувани. Они нормални разговорите кои што ги воделе е само договор да се најдат таму и таму. Дело и од водството на ВМРО ДПМН, како да знаеле, па во бомбите ке слушнете фрази, види за она, со човекот, со оној со ибицата. Во тој дел, во кој што ние сме се посомневале, сме отвориле постапки.
Меѓутоа, тоа се многу мал број случаи. Значи, основата на нашето Дали тоа значи на дека Дуи не правеле криминал, а 10 години биле заедно во ВМРО ДПМН? Значи, Или пак предметите... Сепак да ја гледаме презумпцијата на невиност. Уште многу малку луѓе ние сме добиле правосилна пресуда кои што стварно се осудени, меѓутоа впечатокот е во јавноста дека исто функционерите на Дуи исто правеле криминал, меѓутоа во она што ние го имаме во разговорите и од она што ние можеме да го извлечеме од разговорите до сега, што не викам дека нема да го извлечеме, е она што го имаме веќе презентирано и на суд и во истрага. Меѓутоа повторам се работи за разговори во кои што функционерите на Дуи прилично предпазливо настапуваат. Како се случи што става впечаток за некаква координираност, па дури за политичко дисциплинирање, веднаш после притисокот што го изврши Дуи со законот за јазиците, една од новоотворените истраги да биде токму на пописот во која што покрај лидерот на ВМРО ДПМН беше осомничен и првиот човек, нали, Ахмеди. Коинциденција е тоа? Коинциденција. Значи, предметот во однос на пописот се работеше едно, веројатно, година и неколку месеци. Таму се сослушани над 30 на сведоци. Има прилично голем број на снимки кои што укажуваат на инволвираност на оние за кои што сме отворили истрага по однос на криминални действија со цел таа операција да заврши како што заврши, а со тоа директна штета да нанесат на буџетот на Република Македонија. Во тој контекст ние како обвинителство, имајќи предвид дека сметаме дека постои основано сомнение дека 20 осомничени влијаеле и односно преку нивните действија претениците го изгласале законот кој што после го стопира пописот, и со тоа парите кои што се потрошени наместо да се инвестираат во обуката како што навеле во предлогот за да се стопира пописот во обука и да може пописот да се одржи за некое време, они го стопираат за никогаш да не се одржи тој попис. Со самото тоа сметаме дека постои основано сомневање дека намерно е оштетен буџетот иако и ги гониме за предметното кривично дело. Меѓутоа се работи за истрага за предистражна постапка која што е поведена многу порано, а самото презентирање... А политичкиот момент е коинциденција, тврдите? Коинциденција. Апсолутно. Ние кога се договоривме дека последниот, пошто тоа го работиме на колегиум, нормално со специјалниот јавен обвинител, не ми знаевме дека ќе биде донесено. Мислам дека е нонсенс да се тврди дека некој може да темпира предмет. Предметот која ќе созре, која ќе се прибават сите докази, тогаш може да се отвори. Ние не можеме... Въпросът колку време работите на еден предмет? Зависи од сложеноста, предпоставувам. Од соработката која што имаме со органите каде што се наоѓаат докази, доколку се работи за материјални списи, доколку се работи за сведоци, зависи кога ќе успеете да го сослушате тоа лице. Меѓутоа, највеќе зависи од обемот на самиот предмет. По-комплексните предмети може да се работат и со години. Значи, ние сме биле на повеќе обуки и една финансиска истрага, експерт од странство елаборираше негов предмет и на наше прашање колку време им требаше за ова да поднесат обвинение, колегата рече по еден од полесните предмети и вика за 3 години го... Финансиските истраги по природа на работите бараат многу време, многу анализи, доколку се работи за финансиска истрага каде што се предпоставува дека парите преку банкарски трансакции излегле надвор од државата, потребна ви е меѓународна правна помош. Колку ќе биде потребно да се дознае за криминалот во Скопје 2014, например? Дали може би требаше посебно специјално обвинителство само за тој предмет? Па по обемот, не знам, колегата веројатно ќе се сложи таков обемен предмет до сега. Јас не сум запознаен дека има. Огромен е доказниот материјал.
специјалната јавна обвинителка најави дека во скоро време би требало да го отвориме тој предмет. Во тој предмет со Тоа е оглед сега во предистражна фаза. да, со оглед дека е предистражна постапка, мораме да внимаваме на дозираноста на информациите кои што ги даваме во врска со тој предмет. Она што може да го кажеме е дека во тој конкретен предмет, например, имаме поднесено 3 барања за меѓународна правна помош во странство. Од кои држави? Предпоставувам една е Италија, Фиренца, Меѓутоа, меѓународната правна помош не е нешто што може јавниот обвинител, макар и специјален јавен обвинител, да го контролира. А кажете ми како го работите тој предмет со оглед на сложеноста, обемноста, дали ги делите посебно споменици, посебно зградите? Воглавном, предметот го почнува еден јавен обвинител како обработувач на предметот. Во подоцнежите фази се вклучува уште некој обвинител. Кога предметот ќе биде подкрепен со доволно докази да се отвори истрага, тогаш се свикува колегиум. Предметот за кој вие ме прашувате, бидејќи по својот обем надминува нешто што е вообичаено, во моментот го работат 5 јавни обвинители. Ги делиме, значи, кога ќе... Има соработка, наоѓате на соработка со институциите? Од почетокот беше многу тешка. Затоа што овој предмет неколку години наназад беше отворен од дури како што чинам 2 предмета беа отворени, Да, едно и во скоро. основното обвинителство и во обвинителството за организиран криминал. Успеавте сите списи да ги набавите? Па тоа е навистина интересно прашање, дали сите списи ни се дадени. Кога успеавме да лоцираме дека постои еден предмет во основното обвинителство во Скопје и уште еден предмет во обвинителството за организиран криминал. Се преземале некакви действија? Можевте да во едниот предмет, значи во предметот што бил во Скопското обвинителство, има превземено некои действија, меѓутоа понатака беше проследен до финансиската полиција, каде што откако го проледов предметот таму, утврдивме дека од 2015 година ништо не е превземено. Затоа е известен директорот на финансиска полиција. Во предметот во организиран криминал што беше, има нешто превземено, меѓутоа многу малку. Меѓутоа тоа беше околност која што знаете дека на почетокот тешко одеше соработката и успеавме некако да... Сега институциите подобро соработуваат? Да, на наше барање ги доставија предметите и ние донесовме решенија со кои воспоставивме надлежност. Имавте проблеми и со доставувањето на покани. Дали и тоа сега го надминавте? Да. Да, сега веќе во тој дел нема проблем. Сакам да ве прашам за една друга работа. Во изминатиот период од тие предмети, барем што се во судска постапка, имавме неколку случаи на признавање на вина, кои што завршија со условна осуда. Тоа предизвика разочараност кај граѓаните, па дури почна и со сарказам да се подбиваат на социјалните мрежи, дека во оваа фаза кога разговараме за промена на името, може би не е лошо и условна Македонија да се наречем. Предпоставувам дека таа разочараност доаѓа до вас. Каков е вашиот став? Јас верувам дека на некој начин признавањето на вина ви дава ветар во грб за другите предмети, но колку е тоа доволно? Во првичен момент за оние предмети за кои што сметавме дека и се работи за различни предмети. Во некои од предметите се предвидени казни до 5 години казни затвор. Кај што имаме најмногу признавања на вина и кај што се изречени условните осуди. Тие во таа фаза на постапката невозможно е да биде изречена казна. Ова е ефективна казна во услови кога при почетокот на главната расправа после воведни одговор имаме признавање за вина. Судиите ја следат судската пракса до сегашна во тој дел? Да, судиите во глобала ја следат судската пракса во сите предмети, меѓутоа
може би поголем проблем е што судската пракса не е јасно дали доволно одговорила на оној криминал кој што постоел во Македонија. До сега, не зборам само за последните 10 години, зборам за Судската целокупниот пракса период. може и да се менува. Токму тоа ми е муавето. Ти сметаме дека ние во предметите во кои што како специјално обвинителство сметаме дека за да се постигнат целите на казнувањето, треба да има некоја ефективна казна, треба да биде донесена одлука во која што ќе има конфискација на имот или евентуално да биде обештетен оштетениот доколку постои оштетен. Во тој случај ние секогаш ќе вложиме жалба на таа санкција или на казна ако биде некоја која ќе биде изречена. Впрочем, вложивме жалба во еден од предметите. Сметаме дека таа казнена политика... Кога тоа го до сега рековте, не даде мисливте на предметот со новинарката Ивона Талевска, предпоставувам. Да, запознаени сте. Да. Кажете ми, дали верувате дека специјалното јавно обвинителство се уште ја има поддршката од најголемиот број на граѓани? Апсолутно сме убедени. Убедени сте дека иста како порано, да. Да. Колку во вашата работа во оваа фаза има на некој начин и популизам, затоа што се добива впечаток дека како да постои една отворена берза, па секој што е незадоволен од судските одлуки бара да го преземете вие неговиот случај. Дали тоа нема на некој начин да се доведе до една дефокусираност, бидејќи последните податоци се дека имате отворено, чинам 136 предистражни постапки, 8 нови истраги, 20 ви се веќе во судска постапка. Ние тоа треба да си го планираме, ако се дефокусираме треба да си одиме. Нормално е, меѓутоа Имате сметам дека капацитети за такво нешто и да го сметаме работите? дека во однос на она што сме го побарале како предмети, што можеме ние да го преземеме како предмети, тој капацитет кај нас постои. Времето ќе покаже дали сме потполно во право, меѓутоа во овој момент сметаме дека тој капацитет, дека можеме да одговориме на тој повик, да. Јавноста очекува одговори за случајот Никола Младенов. Во која фаза е тој предмет и дали се работи? Значи се работи на тој предмет, се работи за предмет кој што е во предистражна постапка, повеќе не би можел да споделам за тој предмет. Ќе ја види светлината на денот. Во изминатиот период имавте контакти со вашите колеги од Романија, а отворена поддршка на специјалното јавно обвинителство му даде и обвинителката Лаура Ковеси, која што е европска звезда и на која што и успеа да изнесе пред суд 1000 функционери. Какви совети добивате од романските колеги и дали и тие се соочувале на почетокот со слични проблеми како што вие се соочувавте со негирања, со обструкции, затоа што и денеска еден од главните напади кои што доаѓа од сегашната опозиција е дека вие сте продолжена рака на СДСМ, дека практично сте измислени за нивна политичка дискредитација, а не за ефикасна борба против криминалот. На контактот со Лаура Ковеси може колегата да кажете. Вие бевте во посета на Бевме Романија. неколку јавни обвинители, бевме во Романија, во Букурешт. Имавме средба со господја Кавеши. Ни акцентот Ни изрази голема поддршка. Мислам дека таму обвинителството е слично поставено како специјалното обвинителство, има и некои инструменти плюс, например уредот за опремата за прислушкување стои кај специјалниот јавен обвинител во Романија. Дури има и во законот определени можности да и без наредба од суд снима 24-48 часа, не сум сигурен, па после тоа да биде таквата снимка одобрена од страна на судот.
и ни посочи дека и тие имале, можеби не толку големи проблеми како нас, меѓутоа обстоиле и издржале. Ке обстоите ли вие? Апсолутно, не знам зашто мислите дека нема да издржиме. До сега покажавме дека успешно одолеавме на сите напади. Вие поминавте, речеси, повеќе од половина од мандатот. Во 2020-та завршува мандатот на специјалното јавно обвинителство. Дали сте оптимисти и очекувате дека ќе ви биде продолжен мандатот и работата и дека ќе добиете свое место во постојната структура на јавното обвинителство за Македонија? Затоа што предпоставувам и сегашниот закон за по кој што работите покажа во изминатиот период одредени слабости. Ние сме оптимисти. И по природа јас сум оптимист, меѓутоа и самите процеси како што се движат, немам дилема дека на ова општество му е потребно специјалното јавно обвинителство. Не зборам овде за индивидуи во специјалното јавно обвинителство, зборувам за концептот како специјално јавно обвинителство. И тоа обвинителство ќе обстои, затоа што специјалното јавно обвинителство се имало потреба од него и визијата е да прераснете во обвинителство кое што ќе гони висока корупција. Дали ќе го дочекаме денот, двајцата ве прашувам, никогаш да покренете обвиненија спрема актуелни политичари, а не само бивши? Видете, неколку пати ние имаме укажувано дека нашата надлежност ја црпиме од снимките. Значи, доколку има индиции во снимките дека е сторено некој кривично дело, ние може да истражуваме. Доколку нема такви индиции, не би било наша надлежност. Во контекст на вашето прашање, и во однос на тоа што не доведуваат во корелација со одредени политички партии, ние во моментов немаме нови снимки. Како може некој да очекува актуелни, мислам, од 2017 или 2018? Добро, запленивте 100.000. Не би можел точната бројка да ја кажам, да, точно е. Меѓутоа се однесуваат на временски период пред сега, нели? Од 2015 и предходно. Не ме фаќате точно за годината, треба да се изанализираат. Меѓутоа нема снимки од 2016 или од 2017 или 2018. Добро, зборуваме хипотетички, доколку сепак доколку сепак значи добиете надлежност и се трансформирате. Верувам дека следниот мандат на специјалната јавна обвинителка ќе биде да гони токму висока корупција. И тоа ќе биде високата корупција кој? Актуелните функционери. Тоа е нормално. А ова обвинителство има таков капацитет. Основата на ова обвинителство е во истражителскиот тим. Обвинителите се нешто што е природно, дека тие се луѓе кои што гонат. Меѓутоа, основата е сепак во истражителскиот тим и стручната служба која што сето тоа го обработува за да после обвинителите му го дадат својот финиш и стигне тоа во суд. Сепак на крајот одлуката ја носи судот. Меѓутоа, следниот мандат сметам дека ќе го добие специјалната јавна обвинителка е гонење токму на висока корупција и токму на актуелните тогаш функционери кои што Јас ви посакувам да го најдете своето место во организацијскиот систем, а до тогаш ви благодарам за разговорот и за присуството во нашата телевизија. Се надевам дека ќе имаме и други прилики за разговор и дека нема да биде ова ретка можност, затоа што знам дека вие често пати избегнувате да бидете гости во медиумите. Ке си ги повикате чарливите и ќе ви биде полесно. Не, може би ќе снимите вие некој нов документарец, па ќе видиме. Па ни во филмот не ги снимиле тројца мажи. Благодарам. Благодарам. Тоа е се за вечерва. Гледајте на следниот четврток во истиот термин.
Со новите тарифи VIP Neo, опуштете се со дополнителни 100 GB интернет